Како и секоја година и ова имаме енормно загадување во државата. Се соочуваме ли со истите извори на загадување оваа зима како и сите претходни? Карактеристично за сите влади на назад, почнувајќи од претходниот систем па нааму, со овој проблем се занимаваат на парцијална основа и практично нудат решенија на лажичка. Чекаат да се случи некој поголем инцидент со квалитетот на амбиенталниот воздух, па тек тогаш да носат неки адхок планови, акциски директиви или пак друг тип на активности кои што практично ќе ублажат некој начин, ќе ублажат состојбата со квалитетот на воздухот на еден краток период. Тоа ја секако го гледам како да излезете во шума, да гасите шумски пожар со чаша вода. Мислам, од аспект на граѓански активист, кој што подолго време ја анализира состојбата со примената на законите во животна средина, морам да кажам дека ваквиот однос е прилично несериозен и може да се квалификува како еден хипокритички однос на власта кон ова прашање. Пред некој ден локалните власти соопштија дека казниле двајца загадувачи без да именуваат кои се. Казните сега се повисоки, но колку се навистина ефективни во борбата со загадувањето? Значи, казните сами по себе треба да представуваат коректив на претходна постапка, односно претходно дејание на правно или физичко лице. Меѓутоа, во праксата се покажа дека, да кажеме, самите загадувачи продолжуваат со својата практика, што може би е резултат на, да кажеме, на висината на самите казни. Во тој контекст морам да кажам дека во повеќе наврати се менуваше и законот за кривична постапка, поготово во главата за животна средина, каде што овие казни се зголемија во одреден степен, дури се воведе ново дело, екоцид, кое што само по себе, да кажам, да може да се смета за, да кажем, еден врв како мерка, меѓутоа останува прашање неговата, да кажеме, примена во пракса и дали воопшто, да кажем, правосудните органи ќе започнат една постапка преку која што ќе се докаже ваков екоцид.